Европската унија не е фер кон Македонија, побараа да промените име и знаме. Сега бараат македонците да прифатат дека не се македонци. Порача од Скопје поранешниот министер за надворешни работи на Турција Мевлут Чавушоглу. Од меѓународната конференција Диалог за единство и мир, на која домаќин беше поранешниот председател Ѓорги Иванов, испратена беше порака дека местото на државава и регионот е во Европската унија, што би значило подобрување на безбедносната состојба на цела Европа. Верувам дека безбедноста на Балканскиот регион, Европа и Турција е неделива и се надевам дека Македонија ќе стане членка на Европската унија во годините кои следуваат. Без отворање на поглавја на Македонија и се дадени претходни критериуми кои не се фер кон македонските граѓани. Од Македонија се бараше да го смени знамето, да го смени името. Сега од македонците се бара да прифатат дека тие всушност не се македонци. Домаќинот Иванов порача дека како на патот кон ЕУ, така и за било што најважно е да се има диалог. Според него целта мора да биде создавање простор во кој различни идеи, искуства и визии ќе може да се сретнат во духот на почитување, разбирање и отворен разговор. Денес диалогот не е избор, тој е неопходност. Мирот не е состојба што еднаш за секогаш се постигнува. Мирот е процес на постојано градење доверба. Не постои траен мир без разбирање. Не постои разбирање без разговор. И не постои вистински разговор без подготвеност да се слушне другиот. Кога престанува диалогот, започнуваат поделбите. Вице-премиерот Љупчо Димовски вели дека Македонија мора да покаже дека е фактор на стабилност која ќе се гради преку разговор. Мирот е можен, диалогот е неопходен, а едината им припаѓа на оние што избираат да ги поврзуваат луѓето, народите и државите. Да изградиме мостови на разбирање денес, за да возведеме мир и единство за генерациите што доаѓаат. Дека оваа конференција биде уште еден чекор кон свет во кој различностите се богатство, диалогот е принцип. Инаку во фокусот на конференцијата Диалог за единство и мир 2026 се актуелните глобални предизвици и можностите за напредување на меѓународната соработка, диалогот и мирот. На конференцијата ќе учествуваат поранешни шефови на држави, министри, дипломати, универзитетски професори, истражувачи, представници на меѓународни организации, бизнис лидери и млади од повеќе земји од Европа и Азија.